Почитувани, добар ден, добре ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. И денеска ќе се обидеме да го задржаме вашето внимание со едни интересни гости кои подоцна ќе ви ги најавам. Само најпрво на почетокот на емисијата да кажам дека Чалгискиот оркестар Румелија, чии членови ќе бидат наши гости во оваа емисија, е релативно нов состав на музичари кои ја негуваат чалгијата. Некои од нив се студенти на Музичката академија во Штип, односно на катедрата за етнокореологија при Универзитетот Гоце Делчев. Истите тие се уметници и во ансамблот Македонија, кој е под раководство на професор доктор Владимир Јаневски и професионално ја негуваат и развиваат традиционалната култура на македонците и другите етнички заедници кои што живеат на овие простори. Составен е од професионалци, ентузијасти, а формиран во 2018 година, првично како чалгиски состав при фолклорниот ансамбл Кочани, за подоцна да прерасне во чалгиски оркестар Румелија. Оркестарот брои 9 членови. Канон професор Тимко Чичаковски, прим Методи Ѓоргиев Вражалски, ут Ристе Ѓоргиев, тамбура Никола Ампов, тарабука Христијан Николовски, дев Станче Алексов, дајре Даниел Ѓоргиевски, кларинет Марко Младиновски и вокал Тијана Јаневска. Денеска во емисијата разговараме со дел од оркестарот, а со мене во студиото се Ристе Ѓоргиев ут и Тијана Јаневска вокал. А во вториот дел од емисијата, ќе ги погледнете подоцна, Марко Младиновски кларинет и Никола Ампов тамбура. Добре ни дојдовте за прв пат во емисијата на Канал 8, во оваа попладневна емисија во која ќе ги забавуваме нашите гледачи со една малку би рекла поинаква музика, чалгиска музика и чалгиски оркестар кој ќе го објасниме и за чии почетоци ќе зборуваме во емисијата. Еве Ристе, за прв пат сте во емисијата не како фолклорен ансамбл Кочани, туку дел од чалгискиот оркестар Румелија. Може ли еве кратко, јас кажав дека станува збор за релативно нов состав, односно нов оркестар, формиран во 2018 во годината што туку измина. Кратко за почетоците, како дојде до формирањето на самиот состав? Кажав дека прво е состав, подоцна прерасна во оркестар со 9 или 10 членови. Да. Повели. Значи најпрво да ги поздравам гледачите на емисијата. Чалгискиот оркестар Румелија првично е формиран како што рековте како чалгиски состав за потребите на фолклорен ансамбл Кочани, односно за потребите на сценската адаптација Ала Турка Ала Франга, чиј автор е професорот Владимир Јаневски, и истата се изведува и во репертоарот на ансамбл Македонија, сакам во оваа прилика да упатам благодарност до професорот што ни даде дозвола на нас како фолклорен ансамбл Кочани да изведеме таа сценска адаптација на сцената. И заради таа сценска адаптација првично е формиран тој чалгиски состав. За да подоцна, при недостаток на чалгиски оркестри во Македонија, ние дојдеме до идеја да формираме чалгиски оркестар кој ќе биде надвор од рамките на фолклорниот ансамбл Кочани и ќе го носи називот на чалгиски оркестар Румелија. Така што подоцна ни се приклучи и повеќе членови, како професорот Тимко Чичаковски, кој свири канон, Христијан Николовски, кој свири тарабука, вокалот Тијана Јаневска, колешката. Која ќе можеме и да слушнеме во оваа емисија. Добро, кажи ми еве кратко, па ќе продолжиме со Тијана, за чалгиската музика, еве да објасниме, претпоставувам дека гледачите малку се запознаени за нејзините карактеристики. Повели. Значи, карактеристиките на чалгиската музика, најпрви сакам да кажам дека е специфична музика. Така. Тешка музика за изведување. И исто така, чалгиската музика е под ориентално влијание. Чалгиската музика се изведувала во градските средини, така, како што се Битола, Охрид, Скопје, Велес. И затоа имаме повеќе видови на чалги. Имаме тетовска чалгија, имаме охридска чалгија, имаме битолска чалгија, велешка чалгија, ваташка чалгија. така. И секоја чалгија си има посебна карактеристика. И карактеристика во односи на облеката, претпоставувам, односно во носијата за која ќе зборуваме подоцна. Добро, Тијана, еве ти си вокал во оркестарот. Кажи ми за твоето пејачко искуство. Од кога се занимаваш еве со пеење и да споменеме дека си дел од ансамблот Македонија. Така.
Значи, моето професионално искуство или да кажам мојата едукација започнувам на 15 годишна возраст во Средното музичко училиште Илија Николовски Лој во Скопје во насоката за традиционална музика и игра, каде што прв пат почнувам да го школувам гласот за традиционалните стилови, повеќе традиционални стилови на пеење, меѓу кои градскиот стил на пеење, а потоа сценско-уметничката дејност или искуство го продолжувам и го стекнувам со ансамблот Македонија, кој што е формиран во 2012 година, а првите концерти и првите почетоци на ансамблот како ансамбл се развиваат на концертна турнеја во Јапонија од 45 дена, каде што ние како уметници имавме големо сценско искуство со 30 целовечерни концерти во повеќе од 26 градови. Интересно, јас сакаш, значи, музиката од дете, така? Да. И вокалната инструментација. Кажи ми за вокалната градска традиција неколку зборови. Градската традиција, вокалната градска и музичка традиција почнува да се развива негде околу крајот на 19 век и почетокот на 20 век, каде што се случуваат и тие најголеми миграции на населението од целото во градот. Тогаш почнува да се развива и таа градската култура, градската музика, да се појавуваат чалгиските состави како трубадури или како тајфи и почнува да се развива вокалната традиција, која што е на некој начин се развива на подлога од селската традиција, но тука се развива многу поголем амбитус на мелодиска линија, амбитус на тонови, поразвиена мелодиска линија со поинакви украси, каде што има ориентално влијание, но исто така и византиско влијание во пеењето. Кажи ми, има ли заинтересираност од младите да изучуваат чалгиската музика по твое на факултетот за етнокорологија? Да, па ете во последно време веќе се повеќе има потреба да се врати оној призвук на чалгиската музика, како во инструментите, така и вокалите, па поголема е заинтересираноста да се изведуваат чалгиски песни, градски песни, како и градски ора. Едно време беше подзаборавена, би рекла, немаше ни студенти на таквиот факултет. Ристе, споменавме дека свириш во најавата, нели? Споменав дека свириш на инструментот ут. Морам да признам дека многу малку луѓе се запознаени за каков инструмент се работи. Може ли да ни го објасниш пред тебе, па да можеме да го представиме пред гледачите? Еве инструментот тут, на кој што јас свирам, значи многу луѓе кои за прв пат го видат и се сретнат со овој инструмент, зборовите се дека ова е турски инструмент. Така. Јас се во оваа прилика ќе ги поправам и ќе кажам дека ова е инструмент од византиско потекло. Значи многу стари инструмент кој што се свирил со мали измени сега во модерно време. Како се развивала музиката, така се развивал инструментот. Значи инструментот ут заедно со инструментот канон, сите како што споменав претходно, мислат дека се турски инструменти, но тоа се византиски инструменти. И самиот доказ за тоа дека се византиски инструменти може да го видиме во фреска од 14 век која се наоѓа во Лесновски манастир, на кој што е представен инструментот канон. Така. Значи инструментот тут дрвен инструмент жичен, на кој што се наоѓаат 11 жици. Така. И сите се со различни тонови. Има ли сличност со некој инструмент, би рекла? Па да сличност не би рекол дека има со некој инструмент, затоа што овој инструмент специфичен инструмент, како што гледате нема прагови на вратот и е тежок за свирење, исто како виолината, да. Има ли заинтересираност од младите да го изучуваат? Па моментално во Македонија јас познавам 5 луѓе кои што свират на овој инструмент. Значи, мал е бројот на оние кои го изучуваат. Јас би рекла и дека малку знаат, односно оние кои ги изучуваат музичките инструменти, сигурно сум дека знаат, но мал број на луѓе знаат и малку се користи. Но еве, затоа се ваквите состави, оркестри, за да може да се промовираат сите инструменти и да може да се промовира и ваквата музика. Тијана, би рекла, споминавме со Ристе на почетокот, односно на самиот старт на емисијата, дека сепак таа чалгиска музика и чалгискиот оркестар роди со посебна носија, со интересна облека, би рекла, која е примамлива за око. Кажи ми, еве, конкретно за твојата носија која ја носиш.
Од каде потекнува, кои се нејзините карактеристики? Конкретно за ова носија јас која што носам е од стилот на градска облека наречена Ала Франка, кој што се појавува крајот на 19 и почеток на 20 век во градските центри и карактеристични се долгите широки фустани, како и горниот дел наречен полка и една горна облека што ја носам наречена салтемарка. А на главата е карактеристично забрадување со црна шамија, наречено каврак, кое што е покарактеристично за повозрасните жени, додека пак и црната боја нели за повозрасните жени, додека пак кај помладите се сретнува тие се гологлави, немаат никакви покривки на главата, а косите ги вртат во еден вид на круна околу главата и облеката е веќе во подруги бои, посветли, пошарени бои. Специфични чорапи подебели со интересни кондури на плетени чорапи, да, секогаш плетени чорапи носат жените во црна боја. Добро, накитот е миниатурен, би рекла, нема многу накитување. Да, нема китење, се појавуваат тие карактеристични брошеви, може да се најде некое карактеристично еталанче, нешто, и дискретни обетки. Да, обетки, а покрај алафрангата, понатаму во прилогот ќе може да се види и алатурка носија, која што е со тоа ориентално турско влијание, каде што се појавуваат тие широки шалвари, односно чинтијани, и се појавуваат облековни елементи како џубиња, везени елечиња кои што се срмени и карактеристични покривки за глава. Тоа е во однос на женската носија, дали можеме и машката носија да објасниме? Да, машката носија најчесто во овој период се појавуваат исто два вида на градска облека, каде што првиот тип на градска облека е кој што го носи колегата Ристе, каде што е најкарактеристично кошула со одело, шешир или елече, да, а другиот стил е на латурка стил, каде што носат мажите пошироки бечви, носат кошули, елеци карактеристични и појаси. Навистина се интересни и карактеристични за би рекла таа музика или градски облеки, би рекла. Не од оние кои ги постојано гледаме на фолклорните ансамбли. Тука предлагам кратка пауза да направиме со делот она што го изведовте на концертот на фолклорниот ансамбл Кочани, чии гости бевте вие, токму Чалгискиот оркестар Румелија. Тука ќе направиме пауза во емисијата со песните Петлите пеат и Крек Џоне, влашка песна од Крушево. Така ли сте? Да. Значи станува збор за влашка песна од Крушево. Еве да не должиме многу, значи можеме да ги погледнеме, па се враќаме назад во студиото.
после преубавите чалгиски песни кои можевме да ги видиме и слушнеме во изведба на чалгискиот оркестар Румелија, кои што беа гости на концертот на фолклорниот ансамбл Кочани. Продолжуваме, се враќаме назад во студиото и продолжуваме со нашата попладневна емисија, чии гости се членовите, односно дел од оркестарот, чалгискиот оркестар Румелија. Разговараме во продолжение со Марко Младиновски, кој свири на кларинет, и Никола Ампов, тамбура. Добро ни дојдовте во студиото и вие за прв пат како дел од овој чалгиски оркестар Румелија. Кажи ми, Марко, еве, да ги објаснеме чалгиските инструменти, да ги наброиме прво и да кажеме по дел некои нивни карактеристики и специфичности. Пред се добар ден, поздрав до гледачите на вашата емисија. Бројот на инструментите кои се во чалгискиот состав се наизменични. Нашиот состав брои 9 луѓе, односно 9 видови на инструменти. Како првен се појавува инструментот канон, кој првпат се среќава во Византијата, на фреските, како што рече колегата Ристе, во Лесновски манастир. Потоа инструментот ут и инструментот кларинет, кој јас го свирам. Потоа се среќава прим, тамбура, тарабука, деф и дајре. Примената на овие инструменти се среќава многу одамна, како што рече колегата. Влијанието е неизбежно тука, има големо влијание од Турција во поголемите градови во Македонија, како што се Битола, односно секој поголем град каде што биле турците, кај нас во Македонија се познати како чалги, односно во градот Битола битолска чалгија, во Охрид охридска чалгија, во Крушево крушевска чалгија, исто така неизбежно да ги кажеме и влашката чалгија. Инструментот кларинет, кој јас го свирам, кој можам да го објаснам, постојат многу луѓе кои свират на кларинет, но свириме различни стилови на инструментот кларинет. Многу малку луѓе го свират стилот на чалгијата. Так. Инструментот кларинет потекнува од фабричко потекло, се состои од 5 дела и се свири во 3 октави. Да. Како што кажа, го знаат кларинетот, но различен стил на музика се свири, така? Да. И наоѓа примена во различна музика. Да, во различни состави. На тамбура свири Никола Ампов. Може ли кратко да објасниме тамбурата? Пред се добар ден и од мене. Ви благодарам што не поканивте во емисијата. Поздрав до гледачите. Тамбурата е инструмент, жичен инструмент. Таа е изработена од орелово дрво. Пред се во турците тие донеле во Македонија во 14 и 15 век. Тамбурата се користи во народен оркестар, а сега и во поново време почнавме да ја применуваме и во чалгискиот оркестар. Така, да. Тамбурата свири соло, како мелодија. Да. Тамбурата почнав да ја изучувам од прва година кога се запишав средно. Пред се ми беше иницијатор за да почнам да учам тамбура Моне Димитров, исто да искористам прилика да го поздравам од Оризари. Потоа сега кога се запишав на факултет, професорот Горанчо Ангелов, кај него сум тамбура и многу ми е мило што го изучувам тој инструмент. Што беше присутно да се одлучиш да го изучуваш токму овој народен инструмент? Ја сакав народната музика и исто народните инструменти. Да. Кај тебе што предизвика да го изучуваш кларинетот? Првен си имам сретното на 8 годишна возраст со инструментот кларинет во нижото музичко образование во Куманово, бидејќи јас потекнувам од Куманово, Панче Пешев. Потоа се запишав во средно училиште во Скопје, средно музичко училиште Илија Николовски Луј, на одсекот теоретски одсек, каде што прв инструмент ми беше кларинет. Таму се сретнав и првин всушност со чалгијата, бидејќи имав голем интерес кон музиката и кон чалгијата и голема благодарност до
професорот доктор Владимир Јаневски, кој ми дозволи, иако бев на теоретски осек, да присуствувам на некои од предавањата за чалгиската музика во одсекот за насока за традиционална музика и игра. Потоа се запишав на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, на одсекот етнокореологија, каде што изучувам народни инструменти, но при тоа и работам со професорот Тимко Чичаковски за еден музички правец, односно чалги. Да. Споменавте дека потекнуваат од Турција и така специфично сте облечени и имате, би рекла, турска како фесови, ете така. Значи, од таму каде што потекнуваат инструментите се всушност и облеката. Може ли да објасниме кратко за тоа? Станува збор, бидејќи бидејќи многу од инструментите сите мислат дека потекнуваат од Турција, но тоа кај нас всушност можеме да го поврзиме со влијанието Турција, бидејќи нели Македонија била многу огромен период по турско робство и инструментите потекнуваат од, ние викаме од Турција, но всушност се среќаваат и во Византија, се среќаваат и во многу други периоди, така да не би можеле да кажеме точно дека потекнуваат од Турција. Носијата која ја носиме е... Фесот прави така е на замисла дека би потекнувале од Турција самите носи, а не е така, да. Денеска е карактеристично за Турција да носат фесови. Носијата која ја носиме всушност представува една градска носија од, да кажам, од тој период. Така. Станува збор за алатурка, носија алатурка, која ја носеле сите побогати луѓе кои живееле во тој период. Да. Кои ние денеска можеме да ги сретнеме, но многу е мал број кои ја носат оваа носија. Да, кратко ни објасни Тијана, но еве можеме и сега да ја воочиме и да ја видиме. Никола, кажавме дека станува збор за релативно нов состав, односно оркестар од 2018 година, значи немате ни цела година како функционирате. Еве, сигурно сте преамбициозни и имате идни планови за понатаму да ја представите оваа преубава и недоволно промовирана чалгиска музика, да ја испромовирате во Македонија па и надвор од Македонија. Така како што кажавте, ние се формиравме оваа година во 2018-та. Па сега планираме да се прошириме и во Македонија, да настапуваме на многу места, на нови настапи. Да ве запознаат вака јавни настапи на телевизија. И потоа да се прошириме и широко по Балканот. Да, за да може да ве запознаат и надворот Македонија. Вреди да се запознае, бидејќи уште еднаш би рекла, многу се ретки ваквите состави и многу малку луѓето знаат за инструментите кои ги свирите. Тука повторно би рекла дека ќе направиме една кратка пауза со она што сакаме да го видиме. Продолжуваме со 2 ора од чалгискиот оркестар кои беа изведени на божикниот концерт од фолклорниот ансамбл Кочани, чии гости беа токму членовите на чалгискиот оркестар Румелија. Станува збор за Охридското оро Сирто, Велешкото невестинско венчално и песната Мори Јаглико која потекнува од Тетово. Да ги погледнеме.
И после изведбата на прекрасните ора и песни во изведба на Чалгискиот оркестар Румелија, се враќаме повторно во студиото. Ја следите попладневната емисија на Канал 8. Почитувани гледачи, наши денешни гости, наши и ваши би рекла, се членовите на Чалгискиот оркестар Румелија. Ристо, иако споменавме дека сакате да се промовирате и надвор од Македонија, еве, кои се плановите конкретно за 2019, ако може да споменеме? Значи вака, конкретно за 2019 плановите се прво преработка на повеќе песни и повеќе ора чалгиски, кои до сега не се преработени, односно се преработени, ама се заборавени. Така. Прво да направиме преработка на нив, да го збогатиме репертоарот и правичните планови за 2019 по збогатување на репертоарот се концертирање во повеќе држави на Република Македонија. Во повеќе градови на Република Македонија. Така, да. Значи, ќе се сконцентрирате оваа година во Македонија, Да. а секако кажа и Никола во претходниот дел од емисијата дека ќе се промовирате и надвор од Македонија. Тијана, јас ќе ви се заблагодарам еве што одвоивте време, иако сте преокупирани со концерти, сега е термин на нова година, секој испланира со своето семејство и така натаму, сепак да дојдете во студиото на Канал 8 да издвоите дел од вашето време за да можеме еве да го представиме Чалгискиот оркестар и самата чалгиска музика пред нашите гледачи. Ќе ве очекуваме секако со нови успеси понатаму. Ви благодариме, задоволството е наше што вие одвоивте време за да ни дадете дел да нешто да кажеме, да испрезентираме, да запознаеме публиката со нашата работа. Така, благодарам, Ристе, благодарам и на Благодарам тебе и на вас. и на сите членови од овој оркестар кои беа денешни наши гости, почитувани. Тука ќе ви се заблагодарам за вниманието. Наши и ваши денешни гости беа, повторно ќе кажам, дел од членовите од оркестарот Румелија. Се гледаме повторно следната сабота во истиот термин, а ви до тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.